Државниот завод за статистика ја изнесе најновата состојба со платите по сектори во државата. Како и досега, вработи понатаму го зазимаат компјутерџиите, односно програмерите и консултантските специјалисти. Нивната плата е просечни 73.805 денари, што е еднакво на повеќе од 1.200 евра. По нив, најплатени професии се фармацевтите и фармацевтските дистрибутери, кои месечно имаат просечна плата од 52.353 денари. До нив се вработените во воздухопловниот транспорт и финансиско-услужните дејности, чие конто секој први се слеваат 46.729 денари, односно 46.114 денари. Овие плати во нашата држава на вистина овозможуваат добар живот и доколку вработените во другите сектори би имале приближни плати. Тогаш Македонија би била на убав бел конј. Но од другата страна не е ни нималку добра, бидејќи платите не нудат ни далеку пристоен живот. Имено, повторно според податоците на Државниот завод за статистика, очајни плати имаат вработените во секторот заштитени и истражни дејности со просечни 16.404 денари. За само 400 денари разлика повеќе работат околу 40.000 лица во секторот текстилство и кожа, односно 16.442 денари. Нешто поголеми плати имаат оние што се занимаваат со производство на облека, со 17.780 денари, а потоа се одржувачите на простор и животна средина со 18.220 денари. Каква таква сатисфакција во овој список на инфериорни примања имаат вработените во кујни и ресторани, каде им се плаќа просечна плата од 19.370 денари. Врз основа на овие податоци, просечната исплатена нето плата на вработените во август годинава изнесувала 28.642 денари, што е 50% од минималната плата во државата. Токму и поради ова, синдикатот силно притиска минималецот во државата да биде позициониран на 18.000 денари, што би биле 63% од сегашната просечна плата. Нешто за кое дебело се мислат во организацијата на работодавачи. Што со минималната ќе се случи до нова година е неизвестно, бидејќи засега економско-социјалниот совет кој го чинат синдикатот, владата и работодавачите, ова прашање не е едноставно.